Сега, пред КОП-26 имаше уште еден самит, што се вика самит на G20, на кој што Присуствуваат, тој не е поврзан со климатски промени самит. Тоа е самит кој што постои многу долго време, не знам точно. Ама постои долго време и присуствува 19 најразвиени земји и Европска унија како представник. така. И зборуваат на различни теми. Не е специфицирано на климатски промени, на финанси, ова, она, све и свешто. Кога станува збор за овој самит, имаме една статија која што мислам дека многу интересна. Вели дека лидерите ветија акција за климатските промени, но презема мали обврски. Што вика? Лидерите на групата G20, составена од 20 најголеми економии во светот, се согласија околу изјавата во која се повика на значајна и ефективна акција за ограничувањето на глобалното затоплување, но понудија недоволно конкретни заложби и ги разочараа климатските активисти. Пишуваат светските новински агенции. Активистите го искажаа своето разочарување од изјавите на лидерите на самитот, сметајќи дека нивните заложби се слаби. Тие се загрижени и дека постигнувањето на договор нема да биде лесно, бидејќи помеѓу лидерите кои не се појавија на самитот е и кинескиот претседател Си Џинпинг. Кина е во суштина најголемиот загадувач во светот, иако по глава на жител незините емисии изнесуваат речиси половина од оние на САД. Ова беше момент за G20 да действуваат со одговорноста што ја имаат како најголеми емитери, но сепак гледаме само полумерки наместо конкретна итна акција. Вели Фридрик Роџер, подпредседателот на движењето Global Citizen, кој се бори за одржлив развој. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш, кој претходно предупреди дека светот ита кон климатска катастрофа, на Твитер напиша дека самитот во Рим ниту ги исполнил, ниту ги закопал неговите надежи. Уствари, на нашки кажано, ништо не се случило. Да, буквално ништо не се случило. Што е, според мене, лошо. Многу лошо. Мене ми имаат разочарано, за разлика од генералниот секретар. Так. Затоа што, пак ќе кажам, нив не им е удобно. Они се најголеми емитери на CO2 и се тие што највеќе треба да вложат. Специфично, финансиски треба највеќе да вложат за да може да се реши оваа климатска криза и да се помогне таму каде што веќе се чувствуваат последиците, меѓутоа не ќат. Не им е удобно. Точно. Се е во парите. Еве тоа го гледаме специфично со Трамп што искочи од Парискиот договор. Так. Не кеше да дава пари за климатските промени. Него тоа не му е битно, затоа што според мене ќе има климатска криза се додека не се смени начинот на кој што гледаме која земја е развиена, која не е. Ние моментално гледаме по бруто домашен производ. Која држава има највеќе бруто домашен производ? Таа држава е најразвиена. Добро. А во бруто домашен производ спаѓа и електричната енергија која што се произведува од фосилни горива, спаѓаат и дрвата кои што ги сечат од шумите. Да. И додека тоа не се смени, додека тие две не искочат од равенката на која држава е развиена, нема да видиме некоја најголема промена. Ќе видиме промена. И се надеваме дека ќе биде доволна, бидејќи anytime soon тоа не се менја. Так. Ама интересниот момент во статијава што многу ми се допадна е што Кина, нели сепак викаат дека по човек имаат пола од футпринтот што го имаат во Америка. Да. Кина е најголем загадувач, меѓутоа по глава на жител е сепак помалку, двојно помалку од Америка. Што е исто многу интересен податок. Да, меѓутоа пак Кина како држава повеќе нели сте знаеме дека они произведуваат работи. Кај нив главни се фабриките и работата во фабриките. Сам тоа е главната работа која што имаат. Го снабдуваат цел свет со се. И тие фабрики се многу голем удел имаат во
емисиите. Знаеме дека фабриките не се со почистувајќи, знаеме дека се користи нели луѓе се користат кои што не се доволно платени и така натаму. Меѓутоа, зошто да ја направи таа промена кога државата заработува? Да. Иако на G20 не се договори ништо специфично, тоест нема договор, само дека негде на средина на векот ќе треба да се намалат. Да се намали затоплувањето, не е ни кажано ни точен датум, ни кога, ни што, ни зошто. Има надеж дека помалите држави и загрозените држави и државите во развој ќе успеат да ги убедат развиените држави сега на КОП. Бидејќи на КОП, кој што трае 2 недели, има најразлични дискусии и митинзи и планарни сесии, каде што тие меѓусебно, како се вика зборот, negotiating. Преговараат. И еден треба да убеди друг. А исто така и голема улога на страна од светските лидери и светските држави да ги тргнеме на страна е приватниот сектор. Кој што гледаме дека приватниот сектор полека конта дека има заработка и во зелени опции, што е пак чекор во правата насока. Во добра насока, да. Го спомна Трамп и ја спомнавме Грета предходно. Мене ми беше фасцинантно кога беа во не знам, војна на Твитер, како во суштина излегуваше како Грета да е возрастниот во таа кавга. И некако тоа е многу слично нешто во суштина се случува во светот. Младите им викаат на постарите луѓе, да, треба да направиме нешто. А постарите се као, вие многу знаете. Да. Тоа е феномен што се случува. Многу е интересно и Грета ја поштувам затоа што е многу брутално искрена. Брутално искрена и не е проблем наискрено да си каже од кого и да навреди и кого и директно да му се обраќа. Так. На последниот говор пред КОП има неколку работи што се случуваат во склоп на кој што се случува и што се случуваше во Милано и тоа е Conference of Youth. Младите се соберат. Имавме 20 представници од Македонија кои што отидоа таму. И извини. Ништо, се водичка. Ме залепна плунга. Тоа е многу добро што имаме и ние, нели, представници на ето такви големи работи. И она го отвори, беше меѓу првите кои што зборуваа. И нејзиниот говор беше бла бла бла. Затоа што она кажува дека знае дека зборовите што ги кажуваат за net zero и за не знам што, и за зелена транзиција, и за зелени работни места, зелено образование, сето тоа што они го зборуваат е само бла, бла, бла. Сето дека не почнат да го прават. Да. И тоа го чувствуваме, затоа што имаме толку многу ветувања, светски ветувања во однос на што ќе се случува, што ќе се прави. Сите председатели завчера кажуваа што се ќе направат, што се планови имаат. Ама плановите се 2025, 2030, 2050. Што ќе прават утре? На крајот доаѓа као ќе му залепиме фластер на... џабе има фластерот. Умрел човекот, ние фластер ќе му залепиме. Нема да им држи.